Започнуваме. Здраво на сите. Јас додека говорам, ќе се потрудам и да споделам линк за поголема гледаност. Сакам пак изумам да ви напоменам, слободно поставувајте ги сите можни прашања кои се важни на темата коалиција или договор за соработка помеѓу Македонски концепт и ВМРО ДПМНЕ, за да не ни остане ништо недоречено, да не ни остане ништо недокажано, заборавено, за да ги расчистиме сите работи, бидејќи гледам многу што сте се исплашиле. И едните и другите, не знам што страв толку. Прво, сакав да позборуваме за тоа дека не знам како поимате, не знам како поимате вие договор за соработка помеѓу две политички партии, кој патем речено може да се наречат и сестрински, бидејќи ВМРО ДПМНЕ е политичка партија која е полноправен член во ИПП, во Европската народна партија, веќе подолг период, а Македонски концепт е апликант за членство во ИПП и од таму на нашето лого стои доле партија на народот. Затоа што сме партија која има амбиција да биде дел од Европската народна партија. И во таа смисла ние се наоѓаме на иста или слична бранова должина во поглед на нашите визии за иднината на Европската Унија. Тоа се генерално умерени еврооптимистички визии, со една разлика што Македонски концепт е фундаменталистичка партија, а тоа значи дека ние строго се држиме и стоиме до вредностите на Европската Унија, основачките 6 принципи. За ВМРО ДПМНЕ не сум читал и другите коалициони партнери што се со нас во тој дел, но мислам дека тој европски оптимизам и оптимизмот во иднината на Европската Унија е една од главните причини, лепакот за почеток на разговорите помеѓу двете политички партии, ВМРО ДПМНЕ и Македонски концепт. На некој начин, втора причина поради која ги отворивме разговорите беше состојбата во која се наоѓава земјата. Катастрофална, очајна состојба, вонредно опасна состојба. Се губи македонскиот карактер на државата Македонија. На некој начин ние станавме измеќари, кираџи, не сме ни домазети, кираџи сме веќе во сопствената куќа. И тоа беше дополнителен мотив да седнеме да разговараме со низа политички партии. Не знам дали се разбираме дека станува збор за десетици политички партии. Сега, тука имам еден момент на недоразбирање со дел од јавноста во Македонија. А тоа е, веројатно, вие не сваќате сериозно на нас. Кога ние 2 години, уште кога бевме политичко движење, и уште кога ја поддржавме Гордана Силјановска-Давкова за кандидат за председател уште на претходните избори, и кога ја поддржавме опозицијата на претходните локални избори, тоа беше пред 3 години, мислам, 2021, извинете, ние зборувавме за потребата од апсолутно обединување на опозицијата со цел победа врз власта. И тоа ни се покажа како успешен рецепт со резултатот на локалните избори. Се види дека опозицијата комплетно триумфираше и успеавме да го пензионираме Зоран Зајко. И тука што не е јасно? Не сваќате сериозно? Што мислевте вие? Бунтур си снима видеа
се зафркава со видејата последниве месеци, 5 месеци, 6 месеци, 1 година. Од кога е формирана партијата, каде што повикуваме на обединување, на разговори, на платформа, формирање на опозициона платформа, во која беа поканети сите слободни партии, пошто има и неслободни партии. Партии кои ги раководи ДУИ, ги раководи Косово, ги раководат други странски служби, и за тоа ќе зборуваме вториот дел. Значи, сите партии беа поканети да се вклучат во таа платформа опозициона. И вие очигледно нас не сваќавте за сериозно, не разбиравте за сериозно, и мислите дека јас се зафркавам и онака нешто на празно си говорам, и дека што очекувавте? Помина Петар, снимаше видеа и ништо тоа обединување. Не, напротив, ние успеавме да мотивираме и мобилизираме доста политички партии, да го дигнеме нивото на свесност кај и наши пријатели, меѓуто и конкурентни партии. Дискутиравме и со многу партии кои се во коалиција со СДСМ, но и со многу активисти на СДСМ како поединци, како граѓани, кои не се политички организирани во некоја форма специјална. И во тие дискусии најдовме заеднички јазик по многу прашања. Секако дека моќта и силата која ВМРО ДПМН ја прима од народот, бидејќи на претходните избори 2020 година, кога настапивме ние со независни листи, граѓански листи, за нас дадовте 3000 гласа, за ВМРО ДПМН 300.000 гласа. И што не е тука јасно сега? Силата на ВМРО ДПМН е од народот. И најлесно на ВМРО ДПМН беше да го спроведи тоа обединување, бидејќи има најсилна обединувачка моќ во таа смисла. Многу посебно од сите политички партии, вклучувајќи ја и нашата македонски концепт. Сега, вие сите тука, кои ме следите вечерва, добро е да пренесите дополнителен муабет на вашите комши, пријатели, роднини, познаници и непознаници, кои хейтаат, плукаат, скокаат како заковани петлиња последниве 2 дена, дека договор за соработка помеѓу 2 или повеќе политички партии не е договор за стопување и спојување на политички партии. Од каде ви дојде таа идеја дека македонски концепт се спојило со ВМРО ДПМН или ВМРО ДПМН со македонски концепт, или дека се направило некакво спојување со некои други политички партии? Не ми е јасно. Македонски концепт си е македонски концепт. Јас сум председател на македонски концепт. ВМРО ДПМН си е ВМРО ДПМН. И таа партија си има свој председател. Се вика Христијан Мицкоски. И ние сме тотално 2 различни субјекти кои постигнале договор за соработка и за заеднички настап на председателските и парламентарните избори. Ние по втор пат ќе поддржиме професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ви објаснавме зошто. Објавивме видео зошто, видеозапис зошто, бидејќи споделуваме иста визија за граѓанска држава и граѓански устав. Споделуваме низа исти ставови со професорката. И тука таа едноставно ги победи сите останати кандидати во поглед на критериумите на македонски концепт да поддржи кандидат за председател. Ние можевме да го поддржиме и Стефче Екимовски, но он не е за граѓанска држава и не е за Европска унија. Ние можеме да го поддржиме и Стево Пендаровски, но он не е за граѓанска држава. Он е против граѓански устав. Он е за измеќарски устав, како до сега. Ние можеме да поддржиме и Ванковска, ама она е антипод на се за што се залагаме ние од македонски концепт. Она е против ЕУ, против просперитет на Македонија, против граѓанска држава, граѓански устав. Да си раскажеме некои басни за Сталин и Ленин, кај одиме со такви теткински муабети на чешма. И не знам кои се таму други кандидати. Ние и Буги Османов можевме да го поддржиме, ако ги споделуваше вредностите со македонски концепт. И тој е против граѓански устав и против Европска унија. Дечкото е руско измеќарче. Така да не ве разбирам што беше нејасно во тоа што го објавивме пред 3 недели. И нормално следуваше со момент кога на несреќен начин се објави
соработката со ВМРО ДПМН. Сега тука се направи една сериозна злоупотреба, која мене многу ме љути. Точно е тоа дека ние мотивиравме и политички партии од блокот на СДСМ, од власта, кои не сакаат да продолжат да бидат измеќари на ДУИ и се пременуваат во страна на опозицијата. И има такви партии кои од коалиција на СДСМ си преминаа во коалиција со ВМРО ДПМН. Но тоа не е македонски концепт. Какво е тоа преминување на македонски концепт од една коалиција во друга? Луди ли сте, бре? Македонски концепт е партија формирана пред година и половина. Која коалиција ние сме биле? Кога сме биле ние на власт? Ние сме најтешка опозиција во земјата. Со тешки малтретирање на власта врз нас. Да не кажувам врз мене лично што ми се случило од власта. Каква коалиција бре сме напуштени ние со СДСМ? Ви фали ли нешто, бре, луѓе? Се слушате ли што зборувате? Гледате ли како ве наведуваат, ве лажат, ве манипулираат разноразни структури, платеници на Обиджуко, платеници на Груби, платеници на ДУИ, тендер партнери на ДУИ, како Лјевица на Димче Оџа. Како може да не го вклучите мозокот? Имате ли ве 3 грама? Да го вклучите мозокот, ќе чекај полека, што зборат овие? Овие говорат дека Петар Богоевски македонски концепт напуштиле коалиција со СДСМ. Која коалиција со СДСМ? Кај има таква коалиција? Второ, договорот е на индивидуален пристап. Партија со партија. Ние немаме договор со Стојан Чангелов или Љубе Бошковски или било која друга партија или Павле Трајанов. Ние постигнавме договор со ВМРО ДПМН. И само со ВМРО ДПМН преговаравме одвоено. Не преговаравме заедно со партиите од тој блок кој преминаа од власта во опозицијата, па да ни ставате знак на равенство на еднаквост. Каде тука видовте вие равенство со нас и со луѓе кои биле на највисоки позиции во власта? Кај видовте? Тоа што мене ме бркаат на работа, што ми го малтретираат семејството и на моите членови што ми се закануваат и ги малтретираат, тоа исто е со луѓе што беа директори и пратеници и советници на Заев, исто е тоа за вас. За мене не, за нас не. Тоа е тешка навреда за нас. И нели разбирате дека со вашето поведение по социјалните мрежи и набедување, што викаат старите, клеветење, навредување, дека не мотивирате да ве оставиме да бидете измеќари на газдајли? Па мислите дека некој па животот се до крај ќе потроши да ве освести вас, за да ве ослободи од газдајли? Па ако ви е убаво, бре, нека ви тера газдајли, уште нека, како до сега нека ве шикера таму, да не користам други зборови да бидам повозрачен. Како ве може да продолжите со ваков стил на однесување? Кога гледате дека луѓе се вложуваат себе си, образ свој, време свој, живот свој, пари свој, за вас, бре, за тебе да те ослободиме од власта на газдајли. И место да речите браво, алау да ви е херојски чин, ви даваме подкрепа, вие плукате. Фали ли нешто бе во менталитетот на овој народ? Што е, бре, со овој народ? Па тоа ли е причината што 550 години бевте под турско? Тоа ли е причината што трпевте српско и бугарско? Тоа ли е причината што сега ќе трпите уште 100 години албанско? Косовско робство? Што е со вас, бре, луѓе? Време е за всемакедонско обединување. Ви зборуваме година, дена, месеци. 100 видеа снимив за тоа обединување. И мислите, јас се зафркавам? Не сум сериозен тоа што ви го кажувам? И падна од громов ведро небо, ви дојде обединувањето на опозицијата? Ова е само почеток. Ние само што почнавме да се обединуваме. Тек ќе се обединува македонскиот блок, македонските политички партии кои не се измеќари на туѓи служби, кои немаат тендер договори како Димче Оџа и Лјевица со ДУИ. Македонски концепт е слободна како птица. Можеме со кој сакаме да одиме во коалиција и против кого сакаме да работиме.
На никого ништо не должиме. Ниту тендер имаме со газдали, ниту зависиме од Косово, Рамуш, кај што зависи Максота, ниту Бугарија може да не уценува со нешто, ниту Србија, ниту Грција, ниту Албанија, ниту Русија, ниту Америка, ниту никој. Ние сме слободни како птици и со своја свест и совест одлучивме дека ќе се бориме за македонски национални интереси и ќе ја обединуваме секоја честичка на македонството во име на македонската кауза. Се до конечната победа, дока не ја оствариме каузата во целост. Ќе работиме волчешки, кучешки, воловски, напорно, секако. Ќе се споиме ако треба и со ѓаволот и на крајот ќе успее и ќе победи македонската кауза. И има тоа да го направиме, па колку сакате хейтејте, колку сакате плачете, колку сакате платеници како оние од Нимфомакс, како на Вилипче и други, вклучувајте, плаќајте ги, што сакате правете. Нема да не поколебате, нема да не скршите, нема да не исплашите. Невозможно е да не исплашите. Не ни свативте до сега. Нема да се откажиме. Ќе победиме. И ќе ја наметниме македонската власт врз Македонија. По секоја цена. И тоа за кратко ќе се случи. Сега за нецели 2 месеци. За тоа работиме. Од друга страна, имаме приказна сме добиле, не сме добиле, сме се пазареле. Па ако се пазаревме, ќе баравме места пратенички, ќе правевме услови, ќе уценувавме ВМРО, други партии ќе ги уценувавме. Ние никој за ништо не уценивме. Еве прашајте ги еден куп мали политички партии со кои ние разговаравме за коалиција, дали некој за нешто сме го уцениле, сме му побарале или сме барале услови некакви. Сме говореле само за кауза, за принципи и вредности, кои ќе ги ставиме во платформата. Широката опозициона платформа, во која беа поканети Левица и Максо. Сите беа поканети. Со месеци им објаснував дека Максо сега место да има 1 пратеник, ќе има 3. Левица место да има 3, ќе има 5. Од таа широка опозициона платформа. Не викам дека во таква платформа немаше да има и македонски концепт 1 или 2 пратеници. ВМРО ДПМ имаше 4+ во таков случај. Но јас не сум во моќ да ги контролирам странските служби, арамиите, митаджиите, кои подпишуваат тендерчина со фирмите на газдаји од Мала Речица и кои примаат пари од Косово и од Бугарија за да влијаат на македонскиот изборен процес. Да сум на власт, да имам сила и моќ врз овие институции и македонските служби, а тоа нема да постои во иднина биќе. Тоа има да се исчисти од корен, ќе го откорнам. Мешање на странски држави во внатрешни процеси во Македонија, па за тоа ќе игра стапот и тоа здраво ќе игра. Ама сега од позиција на опозиција, што направам јас? Магионичар ли сум јас да обединам уште партии? Колку можевме, толку сторивме. И уште правиме. Уште со 2 партии разговараме да се приклучат на опозиционата платформа, и има време до 29-ти, и да го засилиме блокот дополнително. Се со цел да донесеме максималистичка победа на овие избори. Минимум 61 пратеник. Сега нема постигнато, но можеме да ги постигнеме. Ако не го постигнеме тоа, пак ќе биде уценувана и следната влада од такви како газдали. Тоа ли го сакате? Поголема тешкотија имаме да ве убедиме вие кои не сакате да излезете на гласање. Да сватите дека седејќи вие дома, му ја давате власта на Дуи 20 години, седејќи дома. Излезете бре, гласајте, за да го симнеме Дуи, поинаку нема начин. И тројца да искочат на гласање, ќе изберат 120 пратеници. Како ви кажам, од бојкот нема фајде. Устава Пелин ми фати зборувајќи дека од бојкот нема фајде. Бојкотот не би на ништо за името референдумот. Бојкот направите катаклизма по македонскиот етникус со бојкот на тој на пописот 2021 година.
катаклизма, уништивте се македонско земја со тој бойкот на Богисов. Пак ли бойкот ќе правите? До кога ќе бегате од битката? Имате ли бре образ малце и малце мачкост во вас и чувство за патриотизам и одговорност кон сопствената земја? Кон сопствениот бајрак? Да се обедините по свој бајрак македонски под интересите на републиката и да застанеме сите да излеземе милиони кусур етнички македонци и да направиме максимализација во македонскиот парламент, максимална македонска факторизација. Па да му покажеме и на Косово и на Мосово кој ќе се меша тука во внатрешни работи во земјата. Ја не знам како поинаку да ви го објаснам. Се поставува прашањето што тоа македонски концепт ќе придонело кон ВМРО ДПМН. Многу, премногу. Прво, ние сме партија која има одлична соработка со партнерите од НАТО и од Европската Унија. Ние ќе придонесеме драстично зголемување на имиджот на владината коалиција ИНА, а сегашна опозициона, пред меѓународниот фактор, онаму каде што треба Македонија да се движи. Ке донесеме во кампањата и луѓе кои ќе помогнат со својот авторитет, ќе ве повикаат да ја поддржите опозицијата. Ние имаме, ако имаме една година партиски стаж, година и неколку месеци, ние имаме над 5500 членови. Ние имаме во оваа кампања до сега вклучено 340 активисти, 60 плюс само за викендов. Планираме да вклучиме скоро 10% од членството во директен активизам, а тоа се над 500 активисти на терен. Веќе сме присутни на терен. Тргнавме од селата, ќе продолжиме низ градовите. Вие дали знаете дека ако ВМРО ДПМН има 5000 активисти на терен, нашите дополнителни 500 се за 10% засилување на единиците, на бригадите на терен, кои директно ќе се судрат со измеќарите и со ДУИ. И ќе војуваме сите братски за да победиме конечно и да постигнеме нова ренесанса македонска. Ја не разбирам како тоа не го сфативте до сега. Па тоа што не пуштаме слики со луѓе, мислите ние немаме луѓе во партијата? Па не пуштам зашто му се заканува власта. Им се заканува, ги уценува, ги малтретира. Додуше им понудува на Девон Ниф и работа, неколку ги работивте да ги подкупите, а те се пак со нас, не успеавте. Неколку ги унапредивте, џабе вие, пак се со нас, зашто веруваат во каузата. Затоа што членовите на македонски концепт веруваат во каузата и никад нема да ги купите. На глава да станете вие измеќарите, нема да ги купите на моите луѓе. Делом се закануваате, има и плашливи луѓе. Се плаша за своето семејство. Тоа е причината по која јас јавно не појавувам луѓе. Зашто сме разговарале? Ајде да видиме зашто сме разговарале. Да нема проблем со интернетот? Оти мислам дека не се гледа, а се вклучи сега. Зашто сме разговарале? Ајде да видиме со ред. Прво, се усогласивме како сме разговарале. Значи, разговорите течеа лидер со лидер. Јас со господин Мицковски и работни групи на двете партии кои усогласуваа ставови во врска со изборната платформа, програмата. Прво што се усогласивме е дека е неопходно потребно да се смени власта. По секоја цена. И дека во овие избори треба да ги искористиме сите ресурси. Знаење и проекти да ги понудиме, да ги споиме воедно, за да направиме поквалитетна понуда. За да вие како граѓани дознаете или имате реална понуда и интерес. Друго, многу побитно, не само да победиме, него како ќе дојдеме до успешна влада. Не е работава само Христијан да го направиме премиер, него да биде успешен премиер. Не е поентава да направиме Петар министер.
туку да биде успешен министер, да нам правиме вистинска реализација на она за кое ви говориме. Ако оваа влада е неуспешна, што доаѓа сега, за неполни 2 месеци, без конкретни резултати, без сериозни кадри, сериозно подготвени кадри со искуство, со образование, со експертиза, со формално, неформално знаење, образование стекнато, па ќе не снајде уште поголема катастрофа во земјава. Историска одговорност имаме оваа генерација сега, која доаѓаме да управуваме со Републиката. Ако уште ние подвалиме, ние сме направиле катаклизма, сме ја дале државата која нашите дедовци ни ја дадоја поклон, ни ја направија, ни ја дадоја, ние ќе испандиме мочковци што сме ја изгубиле. Буквално мочковци неспособни да ја зачуваме државата создадена, направена со сите можни институции. Нашите дедовци ни дадоја држава со сите институции. Функционални, постоечки, 100 пати подобро здравство и образование имаше Македонија 90-та, 89-та, 90-та, околу денешива. 100 пати подобро МВР имавме по-квалитетно и по-функционално околу денеска. МНР, да не зборувам по-квалитетни кадри во собрание, да не зборувам по-квалитетна администрација. Имаше бюрократија, имаше црвена аристократија, имаше криминал, милион дефици. Затоа рековме, одиме да го исполниме сонот за независна Македонија, но да ја унапредиме силата внатрешна, кохезијата на нацијата македонска и на институциите. Нашите претходници, нашите татковци, во наводници кажано, генерациите пред нас, 1 или 2, ја утнаа работата. Ја утнаа. Се посрамотија. Од оваа држава направија измеќариве Косовска провинција. Од Скопје направија предградија на Приштина. Како да ви објаснам поинаку, освен да бидам вака експлицитен, за да ме разберете. Сега треба да ја оправиме работата. И народот вика, сакаме да ве видиме обединети, сакаме да се бориме сите заедно. Си пуштаме рака, се обединуваме, плукате зашто сме се обединили. Зашто сме се нафатили на борба. А што да правиме? Па мене ми е полесно место вечера да ви говорам, да си седам дома, си гушкам дечињата, да си учам со децата математика, да си му покажувам физика, да си уживаме во животот и во благодетите што ни ги дал Господ на мене и на моето семејство. Што мислите дека мене имам некој интерес од вечера овде да ви паламудам, да зборувам, да ви објаснувам, да сватите наш во главите, да ги вклучите што правиме, што работиме? Што треба повеќе да ви, како ви се објасним, поинаку јас не знам. Граѓански устав, Европска унија. ВМРО ДПМ има една визија, ние имаме различна визија. Ја презентираме визијата за граѓански устав, дискутирано и со експерти во таа партија и други експерти надворешни. Ке бараме решение да ги тргнеме бугарските услови од преговарачката рамка на Европската унија. Ние сакаме европска преговарачка рамка. Не сакаме бугарска преговарачка рамка. Ете, тоа е работата. Се усогласивме во тоа. Греф ли е тоа што го сторивме? Следно, реформа на јавна администрација. ВМРО ДПМН имаше една визија, попластична, по нешто опипливо до сега во јавниот сектор. Македонски концепт понуди сосема нова визија по ирскиот, данскиот модел, јавно предприемништво, темелна реформа. Се усогласивме дека администрацијата ќе направиме да биде слуга на народот. Во секој поголемо село да имате државен шалтер. Абе барање до било кое министерство, за што да замислите? Да треба да поднесите до фонд, до пензиско, до било што, да го направите тоа во вашето село и град, во школото на вашите деца, во супермаркет, онаму каде што вообичаено одите, попатно ќе си поднесете и тоа што имате со државата работа. А државата ќе се погрижи да ја заврши работата за вас. Зашто вие, ти, што пати сум кажал, плаќаш данок. И таа администрација живее од твојот данок. Државата нема пари. И ти должи такви услуги да ти обезбеди. Ете за тоа се усогласивме. Да го спроведиме. Греф ли е? Ке не рапсите ли за ова што го договоривме? Да направиме народна администрација, функционална администрација. Ако е греф, ајде земете, рапснете не веќе еднаш. Следно, царина во делот на акцизните стоки.
Според проценката на Европската асоциација на царините, во Македонија има одлив на 1 милиарда евра се крадат од вас, од акцизните стоки. Понудивме решение како уште 1 милиарда плюс да не се крадат од арамиите, да бидат во буџетот народен, за да имаме и за болници, и за школи, и за социјална помош, и за пензии, и за плати, но највеќе да помогнеме на најранливите, да ги школуваме најсиромашните деца, да ги онесиме на најдобрите универзитети во светот, најталентираните деца македонски. Место да ги кради еди кој си лопуш од царина, фатиме тој за уше во шутка, со парите што тој гомна ќе ги кради, ние ќе школуваме илјадните деца низ цел свет во најдобрите универзитети. И ќе ги донесеме тука во Македонија да работат за својата татковина. И тоа ли е проблем што го зборувавме, што го говоривме, како да го реализираме? Трансформација на јавните предпријатија. Трансформација на јавните предпријатија. Катаклизма. Јавните предпријатија се дуво на неспособност, нефункционалност и криминал. Оно Енвер Оџа, Димче Оџа, ќе отворал уште јавни предпријатија. Визија имал, тој ќе правил државни предпријатија. Државни фирми ќе правил. Глупост до глупост. Значи, уште поголемо дуво на криминал ќе правиме. Обратно. Јавните предпријатија ќе ги трансформираме на начин на кој ќе станат целосно функционални и ќе си ја преземат јавната дејност. Делимично може да биде и приватизирана, делимично останува јавна, бидејќи запазуваат дел од основните функции на државата, јавниот интерес, каде што граѓаните имате интерес директен. И тоа едно со друго треба да се разграничи, прецизира, моделот е понуден за трансформација на јавните предпријатија, тоа ќе го пробаме во едно јавно предпријатие, ако е успешно 6 месеци, ќе го пренесеме во другите јавни предпријатија. Со докажан успешен модел, со највисоки стандарди. Проблем ли е? Ви смета ли тоа? Сакате како до сега да ве крадат директорчињата од јавните предпријатија? Да уживаат тие по управни одбори таму? Да ги вработуваат швалерките? Коли да им купувате? Шофери да им плаќате? Тоа ли сакате? Или сакате да смениме нешто од држава? Финансиска полиција, корупцијата. Да ви зборувам за корупција и да не трошам минути. Потонавме во корупција. Ви зборував пред некој време. Дека претходно беа 550 до 750 милиони евра крадење годишно. Сега се над милијарда проценките. Значи, еве до се ви кажа во оваа емисија, во овој лайв стрим, 2 милијарди како ви крадат. Уште ќе плукате по мене. Оти ви кажувам дека ве крадат и како ве крадат. А ги сакате, ги гушите, аплаудирате, но не што ве крадат. Треба и јас да почнам да ве крадам, за да викате алау да ти е Петар. Имате мозок во главата или немате? Спорт. За нас спортот е превентивна здравствена заштита. Не се согласиме за тој дел, ВМРО-ДПМ има друга визија, не имаме друга визија. За нас спортот треба да оди во здравство, како превентивна здравствена заштита. Дури тие кои ќе спортуваат и на стари години, ќе одржуваат кондиција, ќе имаат поевтино лекување здравствено, многу привилегии и така натаму. Имаме цела една идеја како спортот да стане начин на живот на секој македонски граѓанин. Бидејќи колку повеќе ќе го вгнездиме спортот помеѓу нас, толку помалку се пари ќе потрошиме за лекови и за болници, и за операции, и за чуда што ги фаќаме денес. Ќе ви разговараме се уште за таа работа. Ќе се бориме, македонски концепт не се откажува од тие идеи. Ќе ги презентираме уште еднаш, уште 2 пати, уште 3 пати, ако треба. Ќе ги убедуваме човек по човек, пратеник по пратеник, премиер, министри, за да дојдеме до тоа решение, за кое сметаме дека е најквалитетно во таа смисла. Легати во културата. Претходно градеја
многу споменици од стиропор и од она како се викаат од бронза. Македонски концепт има визија да гради живи споменици. Сакаме да потрошиме милиони евра во најдобрите спортисти, да го имаме најдобриот европски клуб во фудбал, во баскет, во одбојка. Сакаме да го имаме најдобриот ликовен уметник. Сакаме да го имаме најдобриот музичар. Сакаме да имаме најдоброто во Европа во сите области. Тие ќе ни го обелат образот пред цел свет. Преку нив ќе го запазиме македонскиот идентитет. Тоа во светот се вика алтернативен национален идентитет. На тој начин цел свет ќе знае која е Македонија и кои се македонците. Тоа за живите, за мртвите легати преку Министерството за култура. Имаме плејада заборавени луѓе. Величини, планини за своето време. Ги заборавивме. Ке направиме легати, тоа се мини музејчина. Посебно во куќите кај што оние може би живееле и делувале, и действувале, и растеле, и создавале, твореле. И децата во школа ќе имаат обврска од прво до крај животот. Ќе се посетуваат тие легати и ќе се учи за делото на македонските великани. Не зборувам само за војводи и комити. Зборувам за музичари, за уметници, за ликовни уметници. Да не се распаѓа на куќа на Лазо Личеновски ондека. Туку да видат образ на минатото македонско, на творечкиот дух на македонскиот народ. И тоа проблем ли е што го договоривме да го спроведиме преку Министерство за култура? Може треба да ви каже некој Вилипче таму, што треба да разговараме ние и како треба да ја поправиме држава. Од болни мозоци, хейтери, кои освен болни интереси и лични амбиции, друго не знаат во живот. Еве македонски концепт за ова зборува. За овие работи зборува. Културна дипломатија. Само преку културна дипломатија ќе ја победиме бугарската и другите пропаганди за непостоење историско на македонскиот народ. Особено македонскиот етнос. Во делот на етносот имаме проблем. Немаме проблем со нацијата. Државен испитен центар. Образованието. Националниот испит. Од кој ќе зависи на кој факултет ќе студираш. Испитот ќе каже. Колку поени ќе имаш на испит, толку ќе можеш да избереш тие факултети. Не ќе можеш со 70 поени, зашто тато, мама се јавила, баба, дедо, да одиш на медицина. Нема. Над 98 поени нагоре на испитот можеш на медицина, инаку нема. Нема. На физика нема. Не можеш, бе дечко. Џабе е татко ти Бог и батиња има милиарди. Џабе ти еве. Абе немаш над 70 поени, чоди ќе студираш социологија. Чао, пријатно. Нема тука АБ. Има да се стави ред во образованието. Ако сакаме да направиме држава, сакате ли не сакате, ве кендаш, одлучете се македонциве, сакате ли не сакате држава? Ако сакате да направиме држава, тоа е решението за образованието. После ќе биде џаве. И ја да се јавувам и Петко и Трајко сева за оценки џаве. Ти на син ми да му напишам сите петки, да фатам 5000 врски. Џаве ми е. На испит ќе појди, нема да добијат доволно поени, нема да може да се запише на факултет за кој се знае кој е минимумот под кој не може да оди на тава факултет. Ќе ставиме ред. Ќе вратиме достоинството на професијата. Ете за тоа зборувавме. Сгрешивме, а? Може не требаше да зборуваме. Може требаше да оставиме како до сега. Газдали да клецка. Да стигна мајтам со нашите деца. Па 3-4 години бе нема учебници на нашите деца, бе. Намерно ни го уништуваат образованието качачките банди, за да ни го уништат етносот македонски. За да ни го скршат достоинството на нашите деца. Тоа е цела програма разработена во Тирана. Како да ви кажам поинако? Уште ли ќе му оставиме нашите деца да останат без учебници, бе, ује? А нивите од Албанија да носат тука учебници да учат? Нејасно ли е ова? Да ви кажам уште појасно сакате.
автопатот Бехтели Енки Менки има да се анексира. Прво ќе се изгради автопатот Велес Битова, а после ќе одиме на другите автопати. Доста беше правење автопати, како што вика Газдајли, автопатот на албанската нација. Тоа ќе го сања во зајас. Ќе се направи автопатот кај што е најбитно, а тоа е срцето на Македонија. Пелагонија. Оттаму започнала Македонија во минатото и таму ќе биде душата и е душата на Македонија. Има да се спои Битова преку Охрид, преку Ресен, преку Битова, со Велес, со автопат, Прилеп, Крушево, Демихисар. И точка! Има тоа да се реализира. Па после се друго. Ме заболе мене за тунелот за Прешево преку Шара. А скап бил тунелот, пазите се мовам, скап бил тунелот на Бабуна. На Бабуна доле, на Богомила се извинувам. Тоа било скапо на Богомила, за да се поврди со тунел Велес со Прилеп. А не било скапо за Прешево, за Косово, за таму и за пичке си мајчени таму, за туѓе офлеле. И тоа ако се трудиме да го реализираме, грев било. Предавници сме биле, така? Кој е патриот? Лигавите што ви се лигават? Тие се патриоти. Нив ќе ги гласате повторно. Повторно си играат мајтап со вас. Околу снимките уште и завршувам за кратко, да не ве задржувам многу. Фискална политика, најниски даноци, укинување на балансер, полна интеграција во Европската Унија и така натака, да не ви објаснувам веќе се уште за ова. Ете, за тоа сме разговарале. Сега одиме на тоа, денеска, вчера ве отруја платениците на ДУИ, со снимки. Една снимка е која е најсподелувана, каде што јас држам пресконференција во 2020 година и каде што кажувам дека дека нема разлика меѓу господинот Заев и господинот Мицкоски. Таа снимка е направена, таа пресконференција е направена како реакција на нахилието кое го вршеа бот центрите на двете големи партии за време на кампањата 2020 година врз нашите независни кандидати. Закани, уцени, проблеми на нашите кандидати и на нашите активисти на терен. И двете партии притискаа врз нас. И двете партии правеа слични дејанија. Јас излегов на пресконференција и ви кажав дека нема разлика помеѓу тоа поведение. И што? Што е сега приказнава? За таа пресконференција треба да останеме робови на минатото и не треба да продолжиме да работиме во иднината. И ова досега што ви го говорев треба да офрлиме во канта. Што е бе Серджи? Што терате сери? Бе дека терате сери ве клетска газдаји. Што сеир терате бе? Бе не е работава за сеир, работата е повеќе сериозна бе. Ако треба некој да биде љут на ВМРО ДПМ, треба да сум јас љут и навреден. Од нивните активисти и нивните ботови. Ако некој претрпел проблеми, сум јас. Ја тоа сето сум го голтнал, сум го заборавил. Сум го оставил на минатото и на Господ. Господ нека суди. Пред него нема лажење. На сите еден ќе ни суди. Сега гледаме иднината. Не смееме да останеме заробени во минатото. Ја гледаме иднината. Во моментов, политичка партија која е најмоќна и најсилна, да го симне дујо на власт и нивните се да се измеќари е ВМРО ДПМН. Вие така одлучивте. Ти, граѓанин, ти, со твојот глас 2020 година. Што треба да направиме ние? Да направиме да искиниме некој глас на ВМРО ДПМН и да ја намалиме силата на опозицијата за да чари газдали? Не. Се одлучивме сите на куп колку што можеме да помогнеме за да се симне ова шовинистичка, етничко-шовинистичка, антимакедонска, измеќарска власт. Греф ли е тоа што го направивме? Кој дел не го разбирате во тој момент? Да имавме сиво македонски концепт, ние имаме во моментов по анкетите 1,9% рейтинг. ВМРО ДПМ има 22.
Треба да ги додадеме тие, да пораснеме во кампањава до 2% македонски концепт, тие 2% да ги додадеме во опозицијата. Што требаше да ги скинеме од опозицијата? Не разбирам. Немаме доволно поддршка. Како да ви кажам? Зашто не сме настапиле самостојно? Па затоа што немаме доволно поддршка. Како да настапиме самостојно кога ако јас изедам кандидат во Скопје во КЕЦ, можеби ќе имам 7800 гласа, за 200 гласа нема да станам пратеник. А со тие 7800 гласа кои ќе ги добијам, на ВМРО, ДПМН и на другата, на опозицијата ќе скинам 20 пратеници. Тоа се 2 плюс за власта. 4 разлика само јас ќе им скинам само во една изборна единица. Македонски концепт во 6 изборни единици, по еден пратеник да скинеме еве во 5 изборни единици, тоа се минус 5 за опозицијата, а тоа е плюс 5, директно се прелеваат нели Донтов модел врзани садови кај власта. Тоа се 10 пратеници. Разлика стопена помеѓу опозицијата и власта. Тоа ли ќе беше патриотизам ако го направев јас? Ако донесев одлука тоа да го направам, патриот ли ќе бев? Херој ли ќе бев? Што ќе направив? Че го оставев, ајди, и овие измеќариве да гледате, истиве, ова неписмениве, ова болументава неписмена ќе ги оставевме да продолжат да уништуваат земјава? Кој дел тука не го разбравте? Друга снимка сум кажал 2017 година, дека ми се повраќало некоја изјава во ВМРО ДПМН четничка. Да, и денеска ми се повраќа од истата изјава. Кој каже дека не ми се повраќа? Изјавата беше една тешка несреќна изјава дадена за подкрепа на Српската црква пред да ја признае, пазете, 17-та ви зборувам година. Не скокајте одма. 17-та година. Србите ја негираа постоењето на МПЦ. Има ја гнасна изјава дека ние православните македонци не сме крстени, не сме венчани. Не ни го признавале крштеничето и венчаничето. Дали разбирате која беше таа навреда за нас македонците? И една несреќна даде изјава од ВМРО ДПМН и јас на тоа реагирав. И ја осудив. И денес ја осудувам. И опозиција на коалиција ја осудувам. Токму поинаквите политики кон Српската црква, поитав јас и во Црна Гора бев по телевизија секаде да објаснувам поентата на Српската црква и незиниот шовинизам и незиниот четнички шовинизам, го поразивме четништвото во Македонија. И ја прифатија реалност на постојање на Македонската православна црква. И се таа моја изјава пред толку време треба да ја... Што? Треба да и таа изјава ја да се откажам од се и готово јас со Мицкоски да војуваме? А бре, луѓе, денеска Зеленски и Путин зборуваат, комуницираат. Хамас и Израел комуницираат. Северна и Јужна Кореја комуницираат. Проблемот е ја и Мицкоски да комуницираме. Петар и Христијан е проблем да седнат. А не е проблем за вас ако седнат Ајли и Мајли да комуницираат, да се договараат. Тоа ќе кажете, алау да им е нив. А ако седнат Петар и Христијан да комуницираат, греф сториле, готово да ги обесиме. Катаклизма се случи во земјата. Седнаа македонците конечно да се договорат што правиме понатаму со македонството. Тоа е греф, а? За сите туѓи ќе викате алани да им е, ама никако да македонци да им признаете, кои се трудиле да направиме некој обединување, национално македонско обединување, да направиме се во името на каузата, тоа не може да го признаете. Љубоморни сте, што е проблемот? Сакате да седнете на маса, бујрум седнете уѓе, канцеларијава кај што снимаме, овој лайв стрим е отворена секој ден. Кога сакате дојдете, седнете, ќе разговараме со секој од вас. Ако треба ќе седаме ноќе и дење, со еден по еден ќе разговараме. И ќе најдеме, еве, за исти работи ќе зборуваме. Да ви се смири љубомората. Како да ви ја смирам поинаку? Што се случува со вас? Не може да хейтате луѓе кои се борат за македонството и за македонската кауза. Зашто така сами себе си се уништувате, бе, луѓе. Не можеме да ве заштитиме, не можеме да ви помогнеме на сила. Можеме да ти земам на сила, да те крадам, како што те крадат другите. Ама не можеме да ти дадам на сила. Вкучете мозокот. Бидејќи јас имам настап сега во 8 саатот на друга телевизија, кај Јанко Јади Бурек, на ТВ Сонце, ќе споделиме истото и на мрежите, и кај мене на фан страна, ќе може да гледате емисијата. А таму ќе има подолго време ќе зборуваме. Тука морам да прекинам,
но можеме за исто да продолжиме да зборуваме, да нема се прашања, само не знам дали имаше прашања, ќе ми извините многу. Не знам, не можам да видам, но ако има прашања, ќе ми извините. Ако треба ќе се вклучиме не за недела дена, за неколку дена, викендот ќе направиме уште еден лайв стрим и ако имате прашања, пратете ги слободно на овој линк. Сите ваши прашања, или ќе ви одговорам текстуално, или ќе направиме уште една емисија викендов и повторно се гледаме и ќе одговориме на се. Поздрав и се гледаме.